Се извинуваме поради оваа техничка грешка. Предлогот на Ана Јосифовска ќе го видиме подоцна во овие вести. Поречието врие од багери и машини за асфалтирање во Македонски Брод. Целта е да се овозможи достапност до природните убавини, но и да се подобрат условите за живот за да запре миграцијата. Дарко Штарговски ја пренесува сликата. Во Македонски Брод се случува вистинска инфраструктурна офанзива. Наголемо се работи на асфалтирање и на улиците во градот и на локалните патишта. Брод е еден од поредките градови каде се асфалтирани 95% од сите улици. Улиците претходно беа катастрофа. Пред секој куќа, пред секој влез е асфалтирано. Сите улици скоро се асфалтирани. Секаде се градите. Скоро цел Македонски Брод е послан со асфалтни улици. Само годинава за оваа намена биле одделени 21 милион денари. Средства прибрани од нашите граѓани кои навреме си ги плаќаат своите даноци и процентот на наплата на даноци е се поголем, бидејќи го гледаат бенефитот, гледаат резултати од нивните даноци, од нивните придонеси дека се гради за нив и за нашиот град. За 5 месеци се асфалтирани 4 локални патишта, а моментално се работи на патот до селото Требовље. Инвестиција тешка 1 милион и 200 000 евра, пари обезбедени од владата. Жителите сметаат дека ова ќе ја стопира миграцијата. Очекуваме да селото наше повторно заживее. И сега имаме 5-6 деца мали тука новороденчина и очекуваме да тоа се зголеми. Овие патишта сигурно ќе помогнат. Си имаат коли, си имаат услови, ќе дојдат, а понапред не може ни да дојдат. Освен патишта се изградени 10 мостови. Дел од целата во поречието за прв пат во историјата стануваат пристапни за возила и се поврзуваат со вакви мостови. Пример, жителите на селото Могилес досега, за да стигнат до своите домови, морале да ја поминат оваа река или се движеле по вакви стари